Ново одложување на судскиот процес транспортер во кој е обвинет битолскиот екс-градоначалник Владимир Талевски за злоупотреби на 360.000 евра за превоз на ученици од општината. Денешното рочиште повторно одложено поради тоа што не дојде една од обвинетите која била на боледување. Минатиот пат пак друга обвинета не успеа да стигне на судењето поради сообраќајка на патот Битола Скопје. Наредното рочиште е закажано за 13 декември, но еден од обвинетите во случајот побара одлагање и на следното рочиште, затоа што со неговата музичка група имал закажано турнеја во Австралија, иако не отидел ке имале штета од $50.000. СЈ тврдеше дека обвинетиот повеќе од една година знаел дека е обвинет и дека е запознаен со правните последици од неговото неприсуство во постапката. Обвинителите на специјалното јавно обвинителство појаснија дека на други обвинети во предметот им се одземени пасошите и дека секое следно одложување би значило кршење на нивните права. Бранителот на обвинетиот пак реплицираше дека истиот уште во текот на истрагата го известил СЈ дека ќе има турнеи и концерти. Судиката Лидија Петровска сугерираше да се одвои постапката и место за цела група 22 обвинети плюс прво обвинетиот Талевски да се водат посебни постапки за секој од нив. Таа рече дека предметот е обемен и постои опасност секогаш да фали по некој обвинет, па судењето да се одлага до недоглед. Но обвинителот од СЈ Трајче Пеливанов рече дека со оглед на тоа што обвинетите се соучесници, така би се искомплицирала постапката. Тој апелираше до обвинетите да комуницираат меѓу себе, да дојдат на следното рочиште сите за да не прават залудно трошоци од Битола до Скопје. Пеливанов не се согласи и со издвојување на постапката на менаџерот на музичката група и побара тој да си најде замена за турнејата и да се врати не само на 13 декември, за кога е закажано следното рочиште, туку и за тие во јануари што накнадно треба да се закажат.